Добар ден. Драги гледачи, чувствувам неодолива потреба да ви се обратам, заради тоа што никој од тие што треба не се обрати да објасни зашто станува збор околу оваа конфузија што се деси со името и со НАТО интеграции и дезинтеграции на просторите наши. Пошто никој не се обрати, еве јас да ви кажам што тоа со името уствари се дешава. Вие сите сте збунети, јавноста е у конфузија и тоа е тоа, мислам, зашто станува збор? Сите сме уплашени, дали ќе ни го сменат името, дали додавка некоја ќе ни турат, дали ќе го изгубиме идентитетот, дали у нов суверенитет ќе ни наместат. Ти гледате многу експерти, многу различити мишљења, конфузијата е тука и сега на некој начин да ви објаснам зашто станува збор. Наиме, вие знаете дека имаше 5 предлози од предлагачот за додавка на нашето име. Тоа се Демократска република Македонија, онда Независна република Македонија, Уставна република Македонија, Нова република Македонија и Горна република Македонија. Значи, това се 5 предлози. И како што ги реков, значи, Горна република Македонија, то ние нема да го прифатиме никако, то отпаѓа. Нова, исто ние нема да го прифатиме, нема да ни се свиѓа, нема да го прифатиме и това отпаѓа. Независна, ние ќе го прифатиме, грците нема да го прифатат, ќе отпадне, Демократска ќе отпадне, значи ќе остане Уставна република Македонија. Сега, Уставна република Македонија. Меѓутоа, дели грците викат дека Македонија е творевина од времето на Тито, дека тоа било Титова измишлјотина и баш заради това, заради континуитет во државноста историски на нашата земја, Уставна република Македонија, мислам дека ќе легне напред убаво и Крушевска Уставна република Македонија. Скопје дефинитивно отпаѓа заради ние што не се согласуваме, а Крушевска Уставна република Македонија ќе биде добро и заради тоа што ние првата држава, практично тие 14 дена биле со Крушевското востание и слично, меѓутоа тоа во некоја друга прилика, значи ни останува најверојатното име Крушевска Уставна република Македонија. Ве молам од режијата, ако може да го испишете на екран, да видат нашите гледачи јавноста како това ќе изгледа. Значи, Крушевска Уставна република Македонија. Ето, и не е така лошо. А да видиме сега кратко како тоа ќе биде кратеката под која што ќе бидеме заведени во сите меѓународни организации. Значи, Крушевска Уставна република Македонија. Драги гледачи, тоа ви е. Повеќе среќа во некој друг историски период. Пријатно.